Do të vazhdojmë të flasim për politikë dhe për të gjitha temat që lidhen me politikën. Në intervistën e ditës me mua në studio është Jani Makraduli, ish deputet. Господине Макрадули, добро дојдовте во ова интервју во Алса телевизија. Подобро ве најдов, благодарам на поканата. Ве представив како поранешен пратеник и за тоа ќе зборуваме и за вашето искуство и мислење во врска со повеќе теми. Утре на пленарна седница се интерпелациите за членовите на Судски совет. СДСМ има свое мислење, ВМРО има свое мислење. Кое е вашето мислење во врска со ова иницијатива во собранието? Па сметам дека утре има еден преседан кој што не е добар за политичкиот баланс или диалог во државата. Немајќи резултати на терен и реално трошоците на животот растат, потешко се живее, бара спас владата на премиерот Мицковски и ВМРО ДПМН, како што ќе истакнат они директно со удар во чело, да ударат во еден друг столб од функционирањето на една држава, за кој што согласно уставот се залагаме да бидат независни како сегменти во рамки на уставот, судската, извршната и законодавната власт. Сметам дека се демонстрира една сила, без јасна аргументација кои се грешките, и она што мене ме загрижува, пратениците слепо го слушаат и влегуваат во една барање за интерпелација на членови на Судскиот совет кои што се избрани од редови во рамки на собраниската процедура. Дополнително, она што исто мене мислам дека ме загрижува и не е добро, кога премиерот Мицковски истакнува дека се обидувам да го цитирам, ќе го парафразирам, сметам дека кога доаѓа барањето за обвинителот Коцевски до Советот на јавни обвинители, он вели дека членовите на Советот на јавни обвинители ќе го имаат во предвид мислењето на граѓаните и ставот на граѓаните. Мислам дека тие треба да работат по устав и закон и да ја оценат работата на одреден судија обвинител. Па добро, ма создава еден притисок од јавноста. Ако тогаш ќе влеземе во една анархија, кога или тогаш демократијата ги губи столбовите и принципите на кои што се гради едно демократско општество, и мислам дека тоа создава еден притисок кон членовите кој што е недозволив според мене, и за жал утре за мене е еден тажен ден, загрижувачки ден, бидејќи се влегува во функционирањето на судската, обвинителската власт, без разлика она што секој од нас има впечаток како тие функционираат. Меѓутоа треба да има реформи во правосудството. Според вас како треба тоа да изгледа? Апсолутно. Не е тоа според, ако не е само според мене. Премиерот Мицковски го потпиша планот за раст и развој кој што беше подготвен од претходната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. И таму јасно се наведени чекорите. Паралелно со тоа, комплементарно на тоа, постои оценската мисија. Не треба ние да измислуваме некој трет пристап. Јасни се насоките кои што се наведени и во планот за раст и развој, и во оценската мисија, и мислам дека тоа треба да се следи со еден консензус меѓу сите парламентарни партии. Треба ли СДСМ да се вклучува во овие дебати за овие реформи, за да има консензус, како што кажавте вие, за да нема на некој начин партиски членови? Се сложувам, диалогот мора да се врати во собрание, диалогот мора да се врати во државата. Не можете вие да одговарате на поставени прашања од новинарите, па ние така одлучивме. Многу пратеници и функционери од актуелната власт беа, например, на молитвениот појадок во Соединетите Американски држави. Сум бил и јас 2 пати. И таа е измислена работа меѓу еден демократ и еден републиканец. Да ги спојат односите, да ги спојат некои во тој момент нерашчистени работи. Диалогот мора да се врати во собранието, особено за клучни теми како што е реформата во правосудството или меѓународната позиција на нашата држава. Постои ли подобар начин за избор на нов јавен обвинител? Па мислам дека фелата, тоа што е напишано таму и во измените на законот, многу подобро тоа го знаат од мене. Мислам дека треба, реков, да се следи и планот за раст и развој, законите кои што произлегуваат од тоа, и оценската мисија што беше тука.
Дали е време сега да зборуваме за предвремени парламентарни избори? Предвремените избори ги бара ДУИ од една страна, СДМСМ вели дека доколку се држат тие избори, тие се подготвени за избори, меѓутоа од власта не прифаќаат. Имајќи предвид дека има само 9 месеци од формирање на ова влада. Има ли простор сега да се зборува за нови парламентарни избори? Дали е легитимно барањето? Па секогаш опозицијата ќе бара предвремени избори, власта треба да биде загрижена дека само после 9 месеци таа тема се појавува во јавноста. Тоа значи дека нешто не функционира како што треба. Она што мислам дека во овој момент се случува, тоа е дека власта повеќе заинтересирана за резултатот од локалните избори, а не за тоа како функционира државата. Впрегнати се сите сили, само умот им е во локалните избори, сакат да ја уништат политички, зборувам опозицијата во овој момент, и ВМРО-ДПМН од една страна и ВЛЕН од друга страна, да го расчистат теренот и потоа да стане безпредметно, да кажеме, и дебатата за предвремените парламентарни избори. Граѓаните немаат многу корист од чести парламентарни избори. Бизнисот исто така, економијата исто така. Многу нестабилно е се од една страна. Апсолутно нестабилно, нема некоја предвидливост. Трошоците секојдневно растат, опаѓа животниот стандард и на тоа одговор не може да, или власта не може да купува време со предвремени избори, туку апелирам да почнат да функционираат како власт. Често во реториката нивна е се уште предизборно опозициона, никако да се навикнат дека се на власт и да понесат одговорноста што имаат. Има ли можност СДСМ во локалните избори да се врати поактивна и посилна после сите внатрешни случувања и после тоа што се уште не е завршена целата процедура за внатрешна консолидација на редовите на СДСМ? Мислам дека треба да Социјалдемократскиот сојуз да искористи енергијата што некни се демонстрираше на 8 март на празникот на жената, меѓународниот празник на жената, во кој што принципите на еднаквост, равноправност, еднакви права и заштита практично во ова општество да биде лидер Социјалдемократскиот сојуз како што бил до сега и таа енергија да се искористи. Сметам дека треба да се направи еден широк фронт против очигледно авторитарниот режим кој што секојдневно зема сила. Верувам дека сите опозициони партии или некои од можеби од власта ќе сватат дека треба еден масовен, заеднички, консензуален одговор на ова што се случува, да ги остават малку на страна амбициите дека кои имаат советник плюс или минус или заради инет или политичка промоција на некоја партија, ќе го пропастиме кандидатот на опозицијата како што се случи минатите избори во Скопје, на штета на градот, јасно е, тоа што се случи, и дека ќе се подготви еден широк фронт против авторитарниот режим кој што во овој момент, реков полека, но сигурно зема за жал замав низ сите пори. Мислевме дека реториката не ми се допаѓа како се уредуваат вестите, е заборавена. Ама ја слушаме од устата на премиерот. Денеска сме сведоци дека државниот секретар во едно министерство подпишува договор со сопругот. Мислам, министерот, каде што државниот секретар, тоа е, мислам, како... И тоа проаѓа така. Сакат да демонстрираат дека зашто не се живеело од воздух, треба да се живее од папаја, од манго, ама таква една ароганција на вистина е само синоним за еден авторитарен режим и мислам дека апелирам опозиционите партии да не ги гледаат тесно партиските интереси, туку да влезат во еден широк, масовен фронт и отпор и на тој начин ќе се демонстрира еден поинаков резултат, се разбира со низата на активности кои што ќе бидат и програмите кои што ќе бидат во представени на локални избори. За жал, постојат места каде што, без разлика што ништо не е направено, каде што ситуацијата е катастрофална,
граѓаните по некоја инерција ако гласат за ВМРО, ќе продолжат за гласат за ВМРО ДПМН. Без разлика кој без кандидатот разлика во како некој не ја случај. гледат реалната ситуација што се случува на терен и мислам дека треба да се работи на тоа да се искористат сите медиумски канали и да се апелира на едно поинакво уредување и поинакви односи во општините, преку тоа и во општеството на државно ниво. Сепак, пак ќе ве вратам кај СДСМ. Некако ги оддалечи некои членови кои беа многу активни во јавноста и има сега нови членови. Дали верувате дека овие нови членови на партијата, кои се начело на партијата, може да ја вратат довербата до локалните избори да се прави некоја промена? Јас од секогаш сум бил љубител на широк формат, да се вклучат што повеќе луѓе, да теоријата нови, не мислам дека секогаш носи резултат. Убава е енергијата, убаво е тоа што некоја свежина се носи, но позната е мојата реченица, без тие со белите коси не може комплетната слика да се добие. Така да верувам дека ќе се најде една комплементарност меѓу актуелното раководство и еден комплементарност од знаење и искуство на други членови кои што се вградиле во Социјалдемократскиот сојуз во минатото. Вака ќе ве прашам, со кој кандидат мислите дека СДСМ може да биде вистински конкурент за град Скопје во локалните избори? Па, мислам дека анкетите тоа треба да го представат. Тој кандидат сигурно ќе биде подобар од Даниела, ама не е тоа идејата. Треба да биде добар за градот. Човек кој што знае како функционира градот, со идеја, со визија и со поприлично демократичност во себе. Мислам дека без разлика што ќе се локални избори, повторно темите ќе бидат од национално ниво. Еве 9 месеци како е ВМРО ДПМН на власт, повеќето теми за да се избегнат ветувањата кон Европската унија и нашиот пат кон Европската унија се заменуваат со меѓуетнички теми, дали е тоа балансерот, дали е тоа законот за употреба на јазиците, дали се други форми каде што се дава една мислев јас дека тоа е минато и дека денеска треба да зборуваме за животниот стандард, за како граѓаните да живеат подобро, но власта се обидува со такви едни теми кои што ги допираат до срцето граѓаните да се поигрува со нив. Сте биле критични во последниот период во вашите социјални мрежи во врска со позицијата што ја држи земјата во однос кон Европската унија и САД од другата страна. Викате, парафразирам, дека не треба да бидеме толку неутрални, не може и со едната и со другата страна. Да ни елаборирате малку ова критика. Па не, викам дека не можеме да ја фатиме едната страна. Соединетите американски држави се наши стратешки партнери, но од друга страна Европската унија е нашата стратешка цел. И за да ја остварите целта, вас ви требаат повеќе партнери. Соединетите американски држави се едни, но има и партнери во државите членки на Европската унија кои што треба и прво имаме обврска да ја следиме надворешната и безбедносната политика и кои што можат да ни помогнат. Ние мораме кон нив да демонстрираме дека сме вистински, кредибилни, потенцијални членови кои што ќе придонесеме за Европската унија. Нема да бидеме проблем како што е сега тоа Унгарија преку нивниот представник Орбан. Ние мораме да демонстрираме дека сме кадарни за да бидеме членки на Европската унија. Тоа значи дека не можеме да ја менуваме политиката како ќе ни текне, туку да ја следиме зацртаната политика и на тој и во овој момент навистина доаѓа до една загрижувачка атмосфера, до узбунување меѓу граѓаните, бидејќи ние не ја знаеме са која е политиката. Премиерот вели дека не се секирајте
мене ми е пријател американската администрација, но американската администрација и која очекува да ни помогне на нашиот пат кон неу, но во овој момент администрацијата вика дека можеби Европа е создадена да биде непријател на Соединетите американски држави, што не е тачно тоа. И затоа мислам дека ние мораме во овој момент да бидеме поприлично смирени, да не бидеме еуфорични, да ја фаќаме некоја страна, туку да работиме на она што е нашата задача, а тоа е да ги исполниме барањата што се до нас. Треба да се искористи моментот, кога во овој момент Европа се обединува, кога секој член е битен и секоја држава е битна, кога се бара едно окрупнување и полесно ќе биде вие да бидете таму, полесно ќе ве примат ако знаат дека сте вие кредибилни, да ги следите позициите кои што се на Европската унија, за кои што и порано сме покажувале висок степен. Сите знаат во Европа дека Европа не била фер кон нас, дека многу сме дале ние, како држава. Тие знаат и го ценат тоа дека сите отстапки ние што сме ги направиле. Ама не треба тоа ние сега да си ја земеме топката, да се налутиме и да си одиме, туку треба да останеме на теренот таму каде што се игра. Дали делуваме кредибилни во овој момент, имајќи предвид пријателството Па на ги збунуваме Мицкоски со луѓето, ги Орбан? збунуваме. Пораките добриот речник на дипломатите, како што е францускиот амбасадор во нашата држава, вели невообичаено. Значи, тие ќе одберат некој збор кој што треба добро да го прочитаме, или полскиот амбасадор кој што сега го земаат претседателството, кој што укажуваат зборовите се едно, ама акцијата покажува нешто друго. Затоа викам, не треба да се создаде конфузија, не треба одлуките да се носат за меѓународната политика така ни текна или така одлучивме, туку тоа треба да се направи во еден широк фронт. Патот кон неу е запрен. Нити рамката се промени, нити има некоја иницијатива рамката да се промени. Се купуваше време да се формира влада во Бугарија. Има неколку месеци влада во Бугарија. Зошто да бидеме суетни нашиот премиер да не побара веднаш средба другиот ден? Вие ако сакате некаде да се зачлените, вие го вршите притисокот. Вие ја поведувате иницијативата. Зошто што другиот ден да не побара нашиот премиер да се сретне со премиерот на Бугарија? И ни министерот за надворешни не сметам дека се сретнал, бидејќи тоа го направија на маргините на самитот на Минхенската конференција. Друго е кога ќе имате една комуникација на маса со сите нишани што се вели, со знамињата, со документи, да се знае за што се работи. Затоа мислам дека збунети се многу, мислам дека се збунети дел од владата, поприлично мислам и претседателката на државата, и таа не е доволно информирана. Не треба да одиме подалеку, соседна Бугарија го свика Националниот совет за безбедност да види што се случува во светот. Мислам, фали тоа. Се зборува за поголемо наоружување, на зголемување на безбедност, се зборува за нов нуклеарен штит. Значи, сите тоа се теми кои што не можете вие да ги игнорирате. Ако сакате да сме НАТО членка, а сакаме да бидеме во европското семејство, мораме да поработиме на тоа. Ви благодарам многу за ова интервју, Валсо. Ви благодарам, Ива.